6 лица се повредени, а една жена имаше сериозни изгореници во нападот врз мирен собир за поддршка на израелските заложници во Газа, кој се одржа во центарот на Болдер во Колорадо. Напаѓачот, 45-годишниот Мохамед Сабри Солиман, викаше слобода за Палестина додека фрлаше запаливи направи врз собраните. FBI го води инцидентот како терористички напад. Видеото објавено од CNN прикажува гол маж со 2 шишиња во рацете како вика: "Ослободете ја Палестина, престанете со ционистите. И тие се убијци." Додека полицаецот со пиштол се обидува да го сопре, очевидци викаат: "Фрла молотови коктели." Савербек на својот профил пред 2 недели објави снимка од Декстер која брзо ги освои срцата на стотици илјади гледачи. Савербек го сними моментот кога се обиде да му даде банана на својот миленик, бидејќи мислеше дека ќе му се допадне таа овошна гозба, но не ја очекуваше неговата реакција. Иако на Декстер не му се допадна бананата, тој беше премногу учтив за да ја отфрли. Сепак, неговиот израз на лицето кажуваше се. Савана призна дека не очекуваше Декстер да ја прифати бананата, а камоли да се обиде да го скрие своето одвратување. Неговиот обид да ја угоди на сопственичката беше толку хит и духовит што собра повеќе од 200.000 лајкови на TikTok. На социјалните мрежи оваа салата стана голем хит, бидејќи е едноставна и многу вкусна, а покрај тоа ја пофалуваат и поради нејзините здравствени бенефиции. Салатата се подготвува од морков исечен на тенки ленти и токму таа форма и донесе вирусна популарност на TikTok под хаштагот Раф Карот салат, кој брои над 1 милион прегледи. Понекогаш ја нарекуваат и карот рибон салат, а благодарение на социјалните мрежи, многумина почнаа да ја прават дома. Оваа брза и едноставна салата обично вклучува сиров морков исечен на танки ленти, а најчесто се додаваат и јаболков оцет, маслиново масло, сол и бибер. Карол Кинг е првата жена авторка во историјата на поп-музиката, која со своите песни не само што постави нови стандарди за авторки, туку и како изведувачка ја преобрази сцената преку емотивните настапи и албумот Тепестри, 1971. Почетоците и беа скромни, нејзини композиции ги изведуваа The Monkees, The Sherrills и Арта Фраклин, додека Little Eve стана позната под A Locomotion, напишана од Кинг и нејзиниот сопруг Гери Гофин. По разводот во 1968 година, таа го префрли фокусот на соло кариера благодарение на поддршката од Џејмс Тейлор и продуцентот Лу Адлер, што кулминира со легендарниот настап во клубот Трабадар во Лос Анџелес. Денес, нејзиниот репертоар содржи 182 песни, со над 3000 обработки од различни изведувачи, а нејзиното наследство и влијание се мерливи во кариерата на артисти како Тейлор Свифт, која неодамна ја воспеа и јавната поддршка за нејзината борба за права над музичките записи.